Со новогодишен панаџур и елка од книги, учениците и наставниот кадар на Основното училиште Братство Мижени им дадоа хуманитарен карактер на последните денови од оваа година. Со цел кај децата да се разбудат хуманитарните вредности, им беше дадена задача, заедно со родителите, да направат рачно изработени новогодишни украси, кои денес беа изложени за продажба, а собраните средства ќе бидат за хуманитарна намена. Истовремено секој ученик од дома донесе по една книга и сите собрани изданија ќе бидат донирани во две основни училишта во Тетово, каде има паралелки за деца со образовни потешкотии, а еден дел ќе биде доставен и во училиштето Златан Сремац во Скопје. Нашето училиште традиционално организира новогодишен панаџур. Меѓутоа оваа година акцент дадовме на хуманоста. Сакавме од мали нозе кај учениците да ги поттикнеме и насочиме кон хуманоста како една од најголемите човечки вредности. Овој хуманитарен панаџур се одвиваше во низа хуманитарни активности. Најпрвин започнавме со акција за собирање на стари, односно учебници и лектири, кои што во домовите на учениците веќе не се во употреба и доброволно би сакале да ги донираат. Оваа активност беше со учениците од 1 до 9 оделение. Во текот на изминатите 2 недели учениците донираа книги, кои што ги посветуваат, односно пишуваат посвета за моето драго другарче. Од тие книги направивме една хуманитарна елка, која што гледате тука позади нас, и ќе биде донирана во училиштата каде што има деца со посебни потреби. Еден дел од книгите ќе бидат донирани во училиштето Кикиш, Андреа Савески Кикиш во Тетово, во посебните паралелки. Другиот дел ќе биде дониран во училиштето Лирија, основното училиште Лирија, исто така во посебните паралелки. И еден дел во понеделник на 25-ти ќе биде дониран во училиштето Златан Сремац во Скопје. Тоа е училиште со специјално училиште за деца со посебни потреби, каде што и ние сме поканети како гости на нивниот крајен производ после панаџурот, значи една приредба која што тие организираат, и група на ученици од 6 оделение ќе настапат со музичка точка на нивната приредба и воедно ќе им биде врачен пакетот со книги. Исто така, вториот дел од хуманитарниот наш панаџур е изработката на новогодишни производи, односно новогодишни украси, кои што учениците самостојно ги изработуваа или ги купуваа, меѓутоа символиката е многу голема, затоа што и финансиските средства од вториот дел од панаџурот исто така ќе ни бидат наменети во хуманитарни цели. Се на се, овој годинешен хуманитарен панаџур под мотото Дете за дете е во знакот на хуманоста, негување и поттикнување на хуманоста од мали нозе, бидејќи само со хуманоста и со помошта кон луѓето на кои што им е потребна помош, стануваме големи и вредни личности. Имамо две акции, едната ни е хуманитарна за книгите подарена, а другата ни е исто така и хуманитарна, што го викаме ние Дете за дете. Па затоа ми се чиним дека ова е добар потик да биде и за другите ученици и другите училишта, кои да не исто како нас да не пратат нашата, да решимо патоказна што го фатиме ова за ученици, за сите да биде ано и добро, мислимо за сите нејзините врсници и за родителите. Овој настане доказ дека наставниот кадар во училиштето постојано се труди да отскокне од стариот начин на образование, внесувајќи современи методи во наставата, смета Ахмет Ќазими, раководител на секторот за јавни дејности при општина Тетово. Особено ово училиште секогаш не изненадува со креативни настани. Во секое полугодие по една или две вакви настани се организираат, што кажува дека имаме голема активност во процесот, образовниот процес. За нас е многу важно да се поттикне хуманиот карактер кај децата од најмала возраст, да знаат да ја споделуваат тоа што се креира од нивна страна. Исто така има важност и од инклузивен карактер,
да од најрана возраст оние се образуваат и да се воспитуваат дека треба се што е добро да се сподели со оние што не ги имаат оние добрини што они ги поседуваат. Вакви ученици ние имаме во Основното училиште Лирија Кикиш, па и дел од овој хуманитарна акција ќе биде споделена и во Скопје, каде што учениците со посебни потреби ќе добијат од овој хуманитарна акција на овие ученици. Од друга страна, важно е дека што повеќе да се направат вакви наставни активности и тоа монотониот образовниот класичен процес да се сузбие и со вакви активности и со научни активности да имаме подигање на квалитетот во образовниот процес. Од голема важност е хуманитарниот карактер на настанот за учениците од Основното училиште Златан Стремац од Скопје, зашто и тие заслужуваат внимание и третман како сите деца, вели дефектологот во училиштето. Иницијативата потекна од ова училиште. Значи, ми импонира, нашето училиште е посебно, меѓутоа и тие ученици сакаат да бидат вклучени во секојдневните текови на општеството и некој да се сети на нив. Значи, не е само пред новогодишно, туку отворено училиштето 365 дена од годината постојано. Нашето училиште остварува бројни контакти со организации од невладиниот сектор, иначе сме државно основно училиште. Образуваме и воспитуваме деца со ментална попреченост, комбинирани пречки и аутизам и први сме во државата што отвори први аутистични паралелки на ниво на Република Македонија. Располагаме со добар дефектолошки кадар, високо квалификуван, доктори на науки, магистри и стручен кадар. Опфаќаме деца. Дури имаме ученики од Тетово, што патува секојдневно. Од општина Егуновци имаме еден ученик. Книгите во Основното училиште Андреја Савески Чичиш и Лирија ќе бидат донирани деновиве, а во понеделник во Скопското училиште Златан Сремац во Скопје.